Дуи слави победа, но ќе оди во опозиција. Коалицијата предводена од Ахмети, иако има втор најголем број освоени пратеници, 19, е трета по гласови. Али Ахмети се обидува да се наметне како фактор и единствен представник на албанците во Македонија. Но во суштина, во 137.000 освоени гласови, освоени од коалицијата, влегуваат и оние од партиите на ромите, турците, бошњаците. За разлика од Европскиот фронт, коалицијата вреди обедини чисто албански, речиси 107.000 гласови. Токму мешаниот етнички состав во новата пратеничка група предводена од ДУИ е првата опасност со која ќе се соочат интегративците, смета аналитичарот Љузим Фаризи, биле дека нема да ги задржат сите пратеници под контрола. Ако ги земаме резултати, ги правиме анализите, излегува дека 9 пратеници од 19 освоени од страна на ДУИ, 9 се не се од ДУИ, односно од политичката партија на ДУИ. 9 пратеници се од другите политички партии, така што најверојатно тие кога избегала од нивните матнични партии, зашто да не се вратат пак. Дополнително тука имаш турци кои освоиле место и мислам дека тие нема да станат заедно со ДУИ во ист, да не кажем, парламентарна група во собранието и мислам дека ДУИ ќе треба да ги прави реформите. Фаризи вели дека вреди сега се претвориле во коалиција која седнува на местото на ДУИ, после безмалку 20 години власт и коалиција која треба да ја смени сликата за албанците во Македонија. Лен немаше против кандидат, односно друга политичка опција која може да им загрози нив и тие се апсолутни победници, бидејќи и во средините кај живеат етничко албанци и кои гласале го изразиле нивната воља Влен да ги застапува во влада. И многу е легитимно ВМРО да помне да прави влада со Влен, особено со тоа што треба една за секогаш да им стави крај на криминалот, корупцијата. Според Фаризи, ДУИ можеби вчера славеле, но славеле пирова победа, бидејќи тие веќе не се представници на албанското гласачко тело. Вреди се опцијата која црпи 100% гласове од албанскиот политички блок. Аналитичарот вели, многу е легитимно ВМРО ДПМН да ги земе вреди во коалиција, а не ДУИ. Меѓу другото, бидејќи токму интегративците се оние кои во 2017 година го прекршија правилото за коалицирање победник со победник, кога иако ВМРО ДПМН победија, партијата на Ахмети направи влада со СРСМ кој беа второ рангирана партија. Инаку вчера и вреди и Европскиот фронт славеа победа. Таравари сами Меджити и Гаши пред Скендербек вееа знамења и делеа ефродоли. А ДУИ во партискиот штаб во Мала Речица каде си го дадоа приматот на втора најсилна партија во Македонија.